Пред неколку минути реката Луѓе во Кочани со повик за правда за загинатите по пожарот во дискотеката Пулс го започнаа маршот за ангелите. Тие бараат одговорност од институциите за кои велат дека се однесуваат равнодушно кон оваа најголема трагедија во историјата на државата, од која поминаа веќе повеќе од 3 месеци. Тамара Марковска ја вклучуваме директно во овие вести од Кочани. Тамара, започна ли маршот на ангелите? Така, Билјана, пред околу половина час започна 11-тиот марш за ангелите во Кочани. Родителите на настраданите и нивните најблиски се собраа овде во знак на почит за починатите и да одадат поддршка за побрзо оздравување на оние кои се повредени. Маршот започна во 18 часот и 5 минути во паркот на Револуцијата. Голем број, речиси стотици луѓе беа присутни таму, облечени претежно во црно и голем дел од нив ги носеа фотографиите на своите прерано изгубени чеда. Маршот беше многу мирен, односно никој не зборуваше таму. Оттаму полека се упатија во трговскиот центар. Тука можам да кажам дека сите кои беа во кафулињата во тие моменти запре музиката, сите присутни стана во знак на почит на сите. Оттаму се упатија во општината, каде што родителите гневно зборуваа дека нема правда и кажа за последните моменти кои ги имале со своите најблиски. Тука може да погледнеме изјавата доколку е спремна, бидејќи само што помина пред неколку минути. Сите институции што ни јубија децата, да ги погледнат овие раци. Овие раци се работнички раци. Раци што цел век печалија да ги исчуват, да ги изранат и своите деца да станат вистински личности за оваа држава. Но штета, некој го скрати тоа задоволство. Ова е дел од изгорениците што ги направија на нашите деца. А ова е дел што го најдов во ранецот на мојот син, кој беше диџеј во Пулс. Значи, ова ќе остане секој во моето срце. Ова се уште мирише да прави. Така, Билјана, како што кажав, оваа изјава беше дадена пред неколку минути пред општината. Се надевам дека гледачите има можност да видат дека зад мене продолжи маршот на ангелите кон полициската станица, а ќе заврши пред обвинителството, за каде родителите најавија дека ќе дадат подетални изјави. Ние секако одиме да го проследиме и крајот на овој марш и повеќе детали и пораки од родителите ќе пренесеме во 21:30 часот.